Задачата гласи да се најдат екстремите на функцијата f од xy еднакво на x минус 1 по y минус 2 во областа x минус 1 на квадрат плюс y минус 2 на квадрат помало или еднакво на 2. Значи, треба да најдеме екстреми на функција. Ова е површина во тродимензионален простор, а ова е областа на xy рамнина, односно се гледа круг со центар 1, 2 и радиус корен од 2. Јас ќе предпоставам дека треба да ја решите без некој софтвер, па да видиме како ќе ја представаме во нашата глава, а после на крај со софтвер ќе видиме дека точно ни е решението. Значи, најпрвен имаме тродимензионален простор и круг на XY оската. Тоа е ова, многу тешко е да цртам во живо. Значи, имаме тродимензионален простор и ова е круг со центар 1, x еднакво на 1, y еднакво на 2, значи ова е центарот и корен од 2 е радиусот 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Областа е, ова е кружницата тука. Значи, целата површина тука внатре, колку фаќа на површината на ова. Што значи тоа? Ова не можеме да ја цртаме многу добро без некој софтвер. Ке предпоставаме дека некој си површина тука во простор. И идејата е дека овај круг тука ќе варира горе-долу на површината. Нешто како ова, да речеме. Значи, кругот, ако одам нагоре и ги барам сите точки, ќе најдам ваква контура. И таа има внатрешен дел ова. Значи, ние треба да ги бараме екстремите во овај областа, тука на ова функцијата, на ова површина, Вселената. И како е соодветната идеја од реални функции од една променлива. Најпрво, d нека биде целата кружница, а k нека биде само контурата туку долу. Така, значи, првото нешто што правиме е ги бараме сите стационарни точки на функцијата кои лежат во d, внатре во d. Значи, тоа е првиот дел. Ги бараме и класифицираме стационарните точки на f кои лежат во d, внатре во d. Значи, во ова внатрешнега. А после од кој ќе ги најдеме нив, ги бараме и класифицираме стационарните точки на f кои лежат на границата на површината. На границата на овој што бараме површината. Тоест, ги бараме екстремите на f кои се врзани за k. И со тоа ќе ги најдеме екстремите на овај контура тука. Значи, овие не се двата делови. Сега да споменеме нешто важно за ова задача. Бидејќи ќе имаме проблем со класификација на стационарните точки. Бидејќи контурата К, овај тука, е затворена крива, според теоремата за екстремни вредности, функцијата f мора да има и максимум и минимум во d. И тоа баш во точките откриени од првиот и вториот дел, значи во овие место. Значи, само треба да ги заменеме овие точки во f, за да видиме каде и колку се екстремите. Значи, како што рековме, првиот дел од задачата е да ги бараме и класифицираме стационарните точки на f кои лежат во d. Тоа е стандардно со парцијалните изводи. Делта f, делта x. Тоа е изводот од ова, значи овај производ се бара изводот x минус 1 во однос на x, тоа е 1 по вториот дел, плюс првиот дел, по изводот од y минус 2 во однос на x, тоа е 0. Значи имаме y минус 2. Личен начин имаме делта f, делта y е еднакво на x минус 1. Двата први парцијални изводи треба да се 0 како систем, значи имаме
y минус 2 да е 0 и x минус 1 да е 0 системот. И тоа е лесен систем. Тоа е x еднакво на 1 и y еднакво на 2. Значи, наредниот чекор е дали точката 1, 2 е елемент на D. Како се прави тоа? Ќе ја заменаме, ќе видиме дали добиеме вистина или невистина. Значи, имаме колку е x? 1 минус 1 на квадрат плюс y колку е 2 минус 2 на квадрат и прашаме дали тоа е помало или еднакво на 2. 1 минус 1 0 на квадрат плюс 2 минус 2 0 на квадрат. Дали е тоа помало или еднакво на 2? Гледаме дека е, значи одговорот е да или вистина и тоа значи 1, 2 е во D. Сега одаме на класификација на оваа точка. Да се подсетиме дека не мораме да одаме на класификација, бидејќи D е затворена област, но ќе го правиме како вежба. За класификација ни треба вторите изводи. Значи ги бараме вторите изводи, делта на квадрат f, делта x на квадрат, е изводот y минус 2 во однос на x, тоа е 0. Исто така имаме делта на квадрат f, делта y на квадрат, е изводот ова во однос на y и тоа е 0. И останува мешаниот делта на квадрат f, делта x, делта y, тоа е делта, делта x од делта f, делта y. Тоа значи од ова земам во однос на x е еднакво на 1. Значи, ни интересира дискриминантот. Дискриминантот е ова а по b, 0 по 0, минус c на квадрат. 1 на квадрат, тоа е минус 1, помало 0, значи точката ни е седло. Значи, првиот резултат што имаме е точката 1, 2 е седло. Тоа е првиот резултат. Сега одеме на втор дел. Вториот дел е да ги бараме и класифицираме стационарните точки на F, кои лежат на границата на површината, односно на ова областа, т.е. кои се врзани за контурата К. Значи, бараме врзани екстреми. За врзани екстреми треба да имаме функција еднакво на 0. Значи, првиот чекор е каде го пишеме еднакво на 0. Значи, x минус 1 на квадрат плюс y минус 2 на квадрат минус 2 еднакво на 0. Потоа треба да формираме нова функција f од x, y и нов параметр ламда еднакво на првата функција f од x, y плюс ламда по ова тука. Значи, колку е тоа? f од x, y е x минус 1, y минус 2 плюс ламда по x минус 1 на квадрат плюс y минус 2 на квадрат минус 2. Сега ги бараме стационарни точки на ова функција од како да е од 3 независно променливи. Значи, делта f, делта x, делта f, делта y, делта f, делта ламда. Делта f, делта x. Овај дел го знаеме, е y минус 2. Е сега, ламда е независно од x, значи ова е 0 по ова, плюс ламда по изводот од ова во однос на x, овие се нули, имаме само по 2 по x минус 1. На истиот начин имаме делта f, делта y, ова го знаеме е x минус 1, плюс ламда по, и сега ќе имаме 2 по y минус 2. Делта f, делта ламда, се разбира овај тука што е внатре. Значи, x минус 1 на квадрат,
плюс y минус 2 на квадрат минус 2. Трите ови изводи треба да ги ставиме еднакво на 0, за да ги најдеме стационарните точки. Значи, како што рековме, трите изводи еднакво на 0, ова ни е системот. Како знаеме да го решиме? Јас првата ја решев за ламда и добив ламда еднакво на минус y минус 2 врз 2 по x минус 1. Тоа го заменав во второто и добив x минус 1 плюс минус y минус 2 врз 2 по x минус 1, тоа е ламда, по 2 по y минус 2 еднакво на 0. Двојките се кратеа и множев на двете страни со x минус 1 и го скратев и именителот и добивам x минус 1 на квадрат минус y минус 2 на квадрат е еднакво на 0. Односно x минус 1 на квадрат е еднакво на y минус 2 на квадрат. Овај резултат го заменаме во третата навика тука. Колку ќе добиеме? X минус 1 на квадрат е еднакво на y минус 2, значи тука ќе пишеме y минус 2 на квадрат плюс уште едно, значи ќе добиеме 2 по y минус 2 на квадрат, минус 2 е еднакво на 0, односно y минус 2 на квадрат треба да е 1. То значи, овај број може да биде плюс или минус 1. Односно, y минус 2 може да е 1, или y минус 2 може да е минус 1. Двата дават 1 на квадрат. Ова е y еднакво на 3 или y еднакво на колку? 1. Значи, тие се два веројатности за y, а имаме дека y минус 2 на квадрат е еднакво на 1. Значи, се враќаме тука, имаме x минус 1 на квадрат плюс 1 минус 2 треба да е еднакво на 0 и добиваме дека и x минус 1 на квадрат треба да е 1 и кога ќе го решиме тоа ќе видиме дека x може да е 2 или x може да е 0. Значи 4 точки добивме. Кои се 4 точки? X еднакво на 2 со y еднакво на 3, x еднакво на 0 со y еднакво на 3, x еднакво на 2 со y еднакво на 1 и последната е x еднакво на 0 со y еднакво на 1. И овие 4 точки треба да ги испитаме. Да памтаме што споменавме, бидејќи контурата така е затворена, според теоремата на екстремни вредности, функцијата f мора да има максимум и минимум во D и тоа во точките откроени во првиот и вториот дел. Значи, овие точки, ова е од првиот дел, и овие 4 точки, тие се од вториот дел, се точки каде што f ќе има екстрем. Ние ќе ги испитаме овие точки со класификација и ќе видиме дека има проблем тамо, ама затоа е задачата дајана со затворена контура, за да можеме директно да ги испитаме според теоремата на екстремни вредности. Првата точка f од 1, 2 е, заменуваме во ова функција тука. 1 минус 1 по 2 минус 2 еднакво на 0. Првата вредност, значи, е 0. Втората вредност сега, значи, f од 2, 3 е еднакво на 2 минус 1 по 3 минус 2 еднакво на 1 по 1, 1. Третата вредност f од 0, 3 еднакво на 0 минус 1 по 3 минус 2, ова е минус 1 по 1, минус 1. Четвртата вредност f од 2, 1 е еднакво на 2 минус 1 по 1 минус 2. Сега, ова е позитивно, ова е негативно, негативно 1. И последното f од
0,1 е еднакво на 0 минус 1 по 1 минус 2. Двата се негативни, ова е 1. Значи, максималната вредност е 1. А минималната вредност е минус 1. И како што видовме, ова беше, памтаме, седло. Што можеме да заклучиме? F от x е еднакво на x минус 1 по y минус 2 во областа x минус 1 на квадрат плюс y минус 2 на квадрат помало или еднакво на 2 има максимална вредност од 1 во точките 2, 3 и 0,1, а минимална вредност минус 1 во точките 0,3 и 2,1. Значи, тоа е одговор на задачата. Сега да речеме дека сакаме да ги класифицираме овие 4 точки со големите формули и со парцијалните изводи. Најпрво треба да најдеме колку е ламда во секоја од овие точки за да ги користиме тие формули. Да најдеме колку е ламда од 2, 3. Значи, x е 2, ова е 1, y е 3, ова е 1 и добиеме минус 1,5, односно минус 0,5. Ламда од 0,3. Сега имаме x е 0, ова е минус 1, пак ова е позитивно, значи ова е плюс 0,5. После имаме ламда од 2, 1. Ова е 1, ова е сега минус, значи ова е плюс 0,5. И ова е ламда од 0,1 е веројатно минус 0,5, да видиме. И ова е негативно, ова е негативно и ова е негативно, 3 минуси минус 0,5. Сега треба да ги бараме вторите парцијални изводи на таа проширената функција f, па се враќаме каде што беа првите парцијални изводи. Вториот извод на ова во однос на x, делта на квадрат f, делта x на квадрат, ова е првиот дел е 0, извод на ламда во однос на x, бидејќи е независно, и тоа е 0, значи одаме на вториот дел, плюс ламда и то двојката ќе ја пишеме, и изводот од ова е 1. Значи, тука добиваме 2 ламда. Исто така, на делта на квадрат f делта y на квадрат добиваме 2 ламда. И сега машаниот, делта на квадрат f, делта x, делта y, секојаш, знаете дека пишам јас сака, за да памтам во кој ред ги правам. Значи, на овај парцијалниот извод барам во однос на x. Тука е 1 плюс, и тука нема x, значи толку е. Ова ако го означиме со А, ова ако го означиме со Б, и ова го означиме со С, добиваме А по Б минус С на квадрат е 4 ламда на квадрат минус 1. И ова треба да се испита знакот на ова. И ако е помало од 0, добиваме седло, како што добивме во првиот дел. Ако е поголемо од 0, можеме да го класифицираме по максимум или минимум. А ако е 0, треба додатно испитување. Да памтаме дека сите 4 стационарни точки ламда беше или плюс 0,5 или ламда беше минус 0,5. Што значи тоа тука? Тоа значи дека А по Б минус С на квадрат е баш 0. И тоа е проблем за класификација. Па зато добро е што имавме затворена контура, па можевме само да ги пробаме во функцијата. Сега да видиме графички што значи ова. И сега да ги цртаме и функцијата и областа. Еве ја функцијата. Значи ова е x минус 1 по y минус 2 површината. Цртано во таа област ни треба. Значи x е помегу минус 1 и 3.
за централната точка да биде таа 1 и ова y е помегу 0 и 4 за централната точка да биде 2, бидејќи центарот на ова е 1 и 2. Еве го кругот дигнет по z, за да се прави пресек со ова. Значи, ова е кругот и по сите z-ови дигнат. Како изгледа пресекот на овие двата? Еве го пресекот. Еве ја површината и кај што се сечи кругот дигната по z. И ние бараме ова површина тука што е внатре од самата површина. И сега да го видиме тоа. И сега еве само парчето од функција на кој баравме екстремите. Ова е парчето од функцијата во ова област. Да се подсетиме, имавме t1, 2, 0 е седло. Значи седлото ни е на 1, 2, се гледа 1, 2 тука и се гледа дека е седлото. Колку беше z? 1, 2, 0 е седлото. После имаме максимална вредност 1 во точките 2, 3 и 0, 1, а се гледа дека овие се максималните, кој ова е 0 и 1, значи ова е 0, 1 и z е 1, а ова тука е 2, 3 и 1. Минималните точки, кој е ова е минималната точка? Јас гледам 2 и y еднакво на 1, значи еве минималната точка е 2, 1 и z е еднакво на минус 1, а другата минимална точка е 0, 3 и минус 1. 0, 3 и минус 1. И со тоа сме сосем готови со ова задача.